ламјата што му даваше на еден човек секое утро по еден бесценет камен. Чита Александар Станојков. Си бил еден маж и една жена и си имал еден син околу 15-16 години. Мажот и жената биле праведни до немајкаде, а арнома и сирома си биле. Одејќи едно утро надрва, си одел и си молел Бога за Господа го дарува со некоја работичка поарна, да може со пораат да живеит. Одејќи низ дрмите и барајќи посуи дрва, дошол до една спила кај што видел посуи дрва и почнал да ја крши со нога. Во тоа време беше му излегла една ламја од под една спила и му се испраела пред него зината со големата уста, готова да го лапни цел. Кога ја видел човекот така зината, се здрвил на местото. Еј, човече, јас сега тебе ќе те јадам, му рекла. Аман, сестрице ламјо, немој не јадиме, оти ќе ми остани жената и детето сираци и после ќе нема кој да ја гледа, му рече плачејќи. Мене не ми е гајле, оти ќе ти останале гладни твоите луѓе, јас треба да те изеам и ништо ни друго, му рекла ламјата. Најпосле, ако ме изедиш, па веко не ќе се сотрида, и ако сум сиромав, барем да куртулисам од маќите, да не носам нарамо дрва и да не копам по патиштата и по долиштата, е рекол. Лели си бил сиромав, нема да те јадам, и на, ова камче да го продаиш и да се обогатиш. Иди ката утро овде и ќе ти давам по едно камче, ама пак ти ќе ми носиш по едно кобле млеко да се напивам. Благодарам ти, сестро ламјо, оти ми го прости живото и уште повеќе ти благодарам за камчето што ми го даваш, е рекол. Од кога си зедоа зборови и се дадоа, ламјата си влегла во дупката и човекот си набрал тора суи дрва и си отиде дома. Растоари дрвијата и отиде чаршија, таму го покажал камчето на некој трговец и му го продал за 10 лири. Си зел парите и си накупил се што му требало за дома. Кога си отиде дома со едно чудо зајре, голема радост направила жената му, син му и тој. Утрото зел едно кобле млеко и му однесол во планината на ламјата. Ја викнал на ламјата и излегла, таа го излокала млекото и му дала пак еден бесценет камен и си отишол при трговецот, му го продал и пак си купил зајре што му требало за дома. Така оди многу време кај ламјата и спечели многу пари, да повте да оди на аджилък да биде тој аџија. Пред да тргни да оди на аджилък, ја зел жената си по себе и ја однесе кај ламјата да ја каже за таа да ја носи млеко и да зема по еден бесценет камен. Еве овде, жено, ќе носиш по едно кобле млеко и една ламја ќе излегува да го пие и ќе ти дава по едно камче, да ќе го продаиш кај нашиот трговец и ќе ти дај 1000 гроша пари за да си ја гледаш куќата. Викнал мажо по ламјата, излегла и ја го дал млекото, а таа пак му дала камче и си ошле мажо и жената дома. Се приготви мажо да оди на аджилък. Не чини да си го жениме детето домаќине, да после да одиш на аджилък, му рекла. Чини, домаќинко, ами кој знае ли сака детето да го жениме? Викни го да го прашаме, ако сака да го жениме. Отрчала жената и го викнала сина си. Бре, синко, мајка ти ми вели да те жениме. Ти што велиш? Сакаш да те жениме? Му рекол. Као сите момчиња што се женија, така и јас треба да се женам. Арно сакаш да се жениш, бре, синко, ама си одбрал некое поарно девојче што да не е шепни покров и да е како за тебе, така и за нас, за да можеме да касниме еден залак хлеб, тој што ни го дарувал Господ, му рекол таткото. До некаде сум одбрал и сум бендисал едно девојче од Вилјан комшија, му рекол синот. Го знам тоа девојче, му рекол татко му на си. Тоа девојче е многу лично, синко, арно, ама не знам од кој сој е на змиите,
дали од осојничаите, дали од водните. За да те уверам, синко, оти која да е девојка што ќе ја земиш е змија, стани ти сега да појдиш во вироите и да наполниш еден котел вода и да ми го донесиш овде, за после да ти давам изим да се жениш. Станало момчето и зело котлето, таа отишло кај вироите, нацрпило вода дури од оздола и му донесло кај татка му. Посигни во водата, синко, му рекол, и види што ќе ватиш без да се ополиш во водата. Посигнало момчето и ватило една змија. Ете, синко, змија вати без да сакаш. Арно, ама нема да те касни, чун ти е водна. При се што е водна, па е змија и е грозна, а пак ако појдиш и в планина и да видиш некоја змија сојничаа, пепелашка, да? Ќе бегаш 300 чекори с краја од неа, а да не ја ваќаш, како што ја ваќаш воднава. Со ова нешто сакам да ти кажам, синко. Жените се змии и затоа треба да бараш некоја чупа што да е водна змија, а не лутица. За да најдеш некоја такваа чупа, треба јако да прашаш. Кој е татко, мајка, баба, дедо, стрико, вујко и од нив ќе земи шурнек каква е чупата. При толкова ум што му даде таткото на сино, тој ич не го кладе во главата да оди и да го испраша за чупата што ќе земи. Ами, тоа беше врлил мерак на една чупа што била бела, црвена, танка, висока. Ја таа ќе зема, тја друго чаре не бидува. Виде, таткото ти не го слуша галениот син и од кај сакаше оте да го сврши и го жени. По неколку дни си отиде на аджилак и се маја баја време таму. Дури не беше земена невестата, старата му носеше млеко на ламијата и си земала по 10 лири. Арно, ама, змија бидејќи невестата, сторила ниет да ја оди по траго на свекрвата да види кај оди со коблето млеко и заошто таа да има толкова пари, а пак мажот е да нема и таа да не може секаква руба да си направи. Е тргнало едно утро по свекрвата назором и видела кај го носи млекото и што е. Враќајќи се дома свекрвата, пак таа назором виде кај го продаде безценетиот камен и си дојде напревар дома без да ја сети свекрвата. Легнувајќи вечерта в постела, невестата и момчето почнала да му шепиња и да му вели. Ти заошто си се женил, бре човече, која не си бил маш? Во куќава твоја маш ја мајка ти, таа зема, таа дава. Ти само си седиш и си гледаш. Јас од сега вамо тебе не те сакам. А ако сакаш да те водам, треба ти мене да ме слушаш. Од утрина, јас ја видов мајка ти кај го носеше млекото и што зеде од млекото. Утре ќе идиш со мене и ќе те однесам да видиш и после да спомниш мајка си со лошо, со арно, ти да го носиш млекото и да го добиваш ќаро, не мајка ти. Слушајќи тие зборови, момчето отпустаа невеста, која да му се роди една завис против мајка си и една злоба. Та утрото ја спојмел да му кажи кај го носи млекото и што добила од него. Не чине да ти кажам, синко, му рекла. Оти имам клетва од татка си, ако кажам ќе се поболам, му рекла. Поболиш, јас не знам. Ја ќе ми кажиш со добро, јас со зло. Си одбери од двете едно. Ја рекол синот. Ов, бре, синко, ти досеа ваков лош против мене не беше. А кај сега од кај те надупи, дали од шепни покров, дали од друго место? Уште многу што го моли, арно, ама тој бидејќи бил надупен од невестата си, не било чаре да ја остаи, или ќе му кажала и ништо друго. На тоа згора го зеде со себе и го однесе кај ламијата и му го кажала безценетиот камен на сина си и одејќи си се врати кај трговецо и му го продаде камено и си дошла дома испротив клетвата од маже и си паднала болна. Утрото не могла да го носи млекото и, видувајќи тоа нешто снаата, се израдувала оти свекрвата легнала болна и невестата го натерала мажа да му го носи млекото на ламијата.
Зело момчето коблето со млеко и отишло кај ламијата, та ја го остави пред дупката и излегло од дупката, та го излокала млекото и му дала едно камче без ценето. Си ги зело камчето и му го продал на тргоецот, та си зело лирите и си однесло домата и дал на невестата си. Ете, сега заприлега на маш, а не како до сега што беше проклетата ти мајка маш и ти жена. Така му рекла. Арно му жено што се сторив јас маш, ами гледај мајка ми што се поболи поради мене и ме страв да не умри, да после да добијам некоја клетва, е рекол. Ами како не, клетва ќе си добил. Камо да си видосат 1 сат побрго да ни се отвори като да не баре да биде жива и да ми вие пилци нагла. И окона сум скршила, и окона сум истурила, и окона сум изгорела. Вез ден да вика да ме учи, синки ми јас веќе толку сум проста, да не сум знаела како да гледам куќа. Од тие и друзи отровни зборови што му велеше клетата снаа, се опоја момчето и толку ја запизмило мајка си, што беше кабил во една капка вода да ја одеи. Бајаѓи време што носи млеко момчето и зема камење од ламијата и, од која се видела невестата со многу пари, што ќе ја дупни ѓаало, да го научи мажа си да отепа ламијата и да му иземи сите камење, да веднаш да се стори многу богат, та и да не оди ката утро момчето да му носи млеко. При се што се отимаше момчето да не ја отепа ламијата што му даа ката утро по еден камен, и ете, кај се обогатиле со себе по неизин, арно ама, злобливата невеста не припознавала добро ни од ламија, ни од свекор и свекрва, или од таа што ќе речи, тоа да биди. И најпосле, кандесал да тепа. Си направило еден топуз момчето и си го скрило под пола, та ја однесло млекото и ја го клало коблето пред неа да го лока. Излегла ламијата и едно се наведила да го пие млекото, изваило момчето топузо и ја удрило по глава. Арно ама, главата од ламијата била као железо да ја се сторило и исповртало со опашката, така го удрила преку двете нозе и се спрпедало, та паднало наземи и писнало да плачи и да пишти до толку што му грло течи. Да ме отепаш сакаш, а? Кој те кладе на овој умбре, момче? Мајка ти што е болна, али жена ти? Еве, за тебе вака треба. Да ми те ужилам за нозе, да отечиш и да се мачиш, да не умриш, дури да ми помини болештина на главата моја кај што ме удри. Така му рече и од која го ужила за нозе, си влегла в дупка и момчето дури си отиде дома, отекло како некој бутин. Легнало постела и ни живо, ни мртво. Ватило се преача како некоја риба отруена. Клетата невеста, уште неумрено момчето е, си нашла друг маж и за него ич не му било жало ти се мачит. По малце време си дошол таткото од аджилък и која видел и жената болна, и син му отечен како бутин, ошто себе биде жената болна, си научи од неја и од што себе биде син му отечен, пак се научи од сина си. Еди, синко, не погоди змија водна, ами змија осојничава, затоа те дотера до оваа дерече, му рекол со жалостен глас. Утрото, уште од темни зори, зема еден поголем кобел со млеко и ја го однесол на ламијата, та ја го ставил пред дупката и чекал да излези ламијата. Арно ама таа не излегувала. Почнала да вика и да ја моли да излези и на третиот пат излегла, таа од која се поздравила со аџијата, му кажала како ја удрил син му со топузо и таа како му направила. Од која ја изслушала аџијата ламијата, паднал на аман да ја моли ламијата да го прости син му, чунки тој не бил толку кабетлија, ама жената му што го учила и надлажувала да ја ленеќи мајка му и да ја тепа ламијата. Од која му се моли многу аџијата, го прости и му рече: Јас знам, пријателе, оти снаата твоја е змија лутица и таа ако биде жива, куќата ќе ти се запусти.
ами, еве што да ја направите, син ти да оздрави, а пак таа да умри. Да ја натерата да си го пресечи малиот прс и од крвта незина да му капни во устата на сина ти, и од таа крв незина што е поголема отрувачка од мојата што го клукнав сина ти во нозете, ќе се отруи зеро мој што е во крвта од сина ти и ќе оздрави. Ете, така да направиш, пријателе, ако сакаш син да си имаш и куќата да ти биде мирна. Ајме со здравје сега и нати пак едно камче. Си го зела джијата камчето и си отишол дома, да му го кажал сето тоа што му го рекла зламијата на сина си. Ја викнало момчето невестата си и ја помолило да си го пресечи малиот прс. Арно, ама, и че си го сечи прстот таа кучка? На тоа згора измисли момчето еден маривет и ја викнало до себе, та ја натерало да му клаи нешто во уста и едно ја приближила раката до уста, кп со заби и го пресекол малиот прст и ја шмукнал крвта. И на часо си станало момчето, а пак клетата невеста се отркалаела умрена од едната страна. Ете така се куртулисале од таа лута змија и се оздравило момчето и мајка му од момчето и повторно го жениле, ама од која испрашале род и пород и си зеле една невеста кротка и смирна, при се што беше и таа змија земена од купо на змиите.